Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ке имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надежта од Кавадарци. Ја започнуваме нашата дневна емисија во вторник и во четврток, кој се емитува точно во 9 часот. Еве денеска повторно заедно. Мислата која сакам да не води денеска гласи: надеж што носи мир во немирно срце. Многумина го бараат мирот надворешно, можеби во околностите, во материјалните достигнувања или во добри вести. Но вистинскиот мир не започнува однадвор, туку однатре. Тој е плод на Божјото присуство. Кога Бог живее во срцето, се може да биде немирно околу нас, но во нас постои нешто што останува тивко, црсто и стабилно. Тоа е Божјиот мир кој раѓа надеж, мир кој не зависи од она што го гледаме, туку од оној во кого веруваме. Еве го денешниот библиски текст кој би сакал да не води во овој ден. Го наоѓаме во Јован 14 глава 27 стих. Мир ви оставам, мојот мир ви го давам. Тоа е тој мир, почитувани гледачи, мир што никогаш не се купува со пари и не се губи, се прима само како дар од Христос. Денеска многу луѓе имаат секурити, оние чувари, камери, сето тоа е добро, меѓутоа тоа не може да ни донесе траен мир. Може би надворешно куќата е осигурена, но ако срцето е вознемирено, немирно, то не може се купи со пари. Затоа Исус вели: јас ви го оставам мојот мир. Мир ви го давам, кој ќе ве успокои, кој ќе ве смири. Тоа е мир што никогаш не може се купи со пари, туку се прима како дар од Бога. Нека тој мир не води и денеска во овој ден. Да видиме сега и да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и простини ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Сигурно слака, Исусе мој, о каква радост за мене тој. Дете сум Божјо, сигурно знам, откупен со крв, роден од Дух. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свој. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свој. Од срце живо му предава, за него сега
ја живеа. Милост и љубов ми праќа Бог, секојдневно ме охрабрува. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свој. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свој. Одмор во Исус добивам јас, среќа и блаженство секој час. Сокренат поглед очекувам, во Негов пресвет да полетам. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свој. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус цел живот свој. Го славам Исус цел живот свој. Парабола за 10 девојки. Повереното богатство. За страшниот суд. Глава 25. Тогаш Царството Небесно ќе заприлега на 10 девојки, кои ги зедоа своите светилници и излекоа да го пречекаат младоженецот. 5 од нив беа мудри, а 5 неразумни. Неразумните, како ги зедоа светилниците своји, не понесоа со себе елеи, а мудрите, заедно со светилниците зедоа во садовите своји и елеи. И бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. А на полнок се чу викање: ете, младоженецот иде, излезете да го пречекате. Тогаш сите тие девојки станаа и ги приготвија своите светилници. Неразумните пак им рекоа на мудрите: дајте ни од елеот ваш, зашто нашите светилници гаснат. Мудрите им одговорија и рекоа: да не би да не ни стигне и нам и вам, подобро отидете кај продавачите и купете си. А кога отидоа тие да купат, пристигна младоженецот и спремните влегоа со него на свадбата и вратите се затворија. Потоа дојдоа и другите девојки и викаа: Господаре, Господаре, отвори ни. А тој им одговори и рече: вистина ви велам, не ве познавам. И така, бидете будни, оти не го знаете ни денот, ни часот кога ќе дојде Синот човечки, зашто он ќе постапи како човек, кој тргнувајќи на пат, ги повика слугите своји и им го предаде својот имот. И на едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, на третиот 1, секому според силата негова, и веднаш замина. Оној што зеде 5 таланти, отиде, ги употреби во работа и спечали други 5 таланти. Исто така и оној што зеде 2 таланта, спечали други 2. А оној што доби 1 талант, отиде и го закопа в земја и така го сокри среброто на својот господар. По долго време дојде господарот на тие слуги и им побара сметка. И кога пристапи оној што беше примил 5 таланти, донесе уште други 5 и рече: Господаре, ти ми предаде 5 таланти. Ете, сум спечалил и други 5. Господарот му рече:
Убаво, добри и верни слуго. Во малку си бил верен, над многу ќе те поставам. Влези во радоста на својот Господар. Дојде исто така и оној што беше примил 2 таланти и рече: Господаре, ти ми предаде 2 таланта. Ете, со нив спечалив други 2. Господарот му рече: Убаво, добри и верни слуго. Во малку си бил верен, над многу ќе те поставам. Влези во радоста на својот Господар. Пристигна и оној што беше зел 1 талант и рече: Господаре, те знаев дека си жесток човек. Жнееш каде што не си сеел и собираш каде што не си веел. Па се уплашив и отидов, да го сокрив твојот талант в земја. Ете ти го твоето. А Господарот му одговори и рече: Лукави и мрзливи слуго, ти знаеш дека жнеам каде што не сум сеел и собирам каде што не сум веел. Затоа требаше моето сребро да го дадеш на трговците, па јас кога ќе дојдам, ќе си го приберам своето со добивка. Земете го од него талантот и дајте му го на оној што има 10 таланти, зашто секому што има ќе му се даде и преумножи, а оној што нема ќе му се одземе и она што го има. А лошиот слуга фрлете го во крајна темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби. Откако го рече тоа, извика: Кој има уши да слуша, нека чуе. А кога ќе дојде Синот човечки во својата слава и сите свети ангели со него, тогаш ќе седне на престолот на славата своја и ќе се соберат пред него сите народи, па ќе ги оддели едни од други, како што овчарот ги одделува овците од козите, и ќе ги постави овците од својата десна страна, а козите од левата. Тогаш царот ќе им каже на оние што му се од десната страна: Елате благословени од мојот Отец, наследете го царството приготвено за вас од почетокот на светот. Оти гладен бев и ми дадовте да јадам, жеден бев и ме напоивте, странец бев и ме примивте, необлечен бев и ме облековте, болен бев и ме посетивте, во затвор бев и дојдовте при мене. Тогаш праведниците ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен и те нахранивме, или жеден и те напоивме? Кога те видовме странец и те прибратме, или необлечен и те облековме? Кога те видовме болен или во затвор и те посетивме? А царот ќе им одговори и рече: Вистина ви велам, доколку сте го направиле тоа на еден од овие мои најмали браќа, мене сте ми го направиле. Тогаш ќе им каже и на оние што се од левата страна: Одете од мене проклети во вечен оган, приготвен за ѓаволот и неговите ангели. Зашто гладен бев и не ми дадовте да јадам, жеден бев и не ме напоивте, странец бев и не ме прибравте, необлечен бев и не ме облековте, болен и во затвор бев и не ме посетивте. Тогаш и тие ќе му одговорат и речат: Господи, кога те видовме гладен или жеден или странец или необлечен или болен или во затвор и не ти послуживме? Тогаш ќе им одговори и рече: Доколку не сте го направиле тоа на еден од овие најмали браќа, и мене не сте ми го направиле. И тие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во живот вечен. Само сам човек и тако грешна сам ја. О Боже, пошали помоќ ти са своју са неба. Мир свој ти дај ми, милост ми дај, Твоју милост
da nama budeš ti spas. Na oblaku belom s anđelima ti ćeš doći po nas. Ja čekam taj dan, mili Hriste, da tebe zagrlim ja, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Samo sam čovek i tako grešna sam ja. O Bože, pošalji pomoć ti sam svoju sa neba. Mir svoj ti daj mi, milost mi daj, tvoju milost tražim ja kao nikada. O, jednog dana ćeš doći ti, Hriste, da nama budeš ti spas. Na oblaku belom s anđelima ti ćeš doći po nas. Ja čekam taj dan, mili Hriste, da tebe zagrlim ja, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Нашиот дом на небото. Кога Марко Поло се вратил во својата родна Венеција по долгогодишното патување на истокот, неговите пријатели мислеле дека долгите патувања му го нарушиле менталното здравје. Тоа го помислиле бидејќи неговите приказни им изгледале многу чудни и неверојатни. Марко посетил град препун со сребро и злато. Видел црни камења кои горат, но тогаш се уште никој немал слушнато за јагленот. Видел облика што не може да изгори во оган, но тогаш никој не знаел за азбестот. Раскажувал за огромни змии, толку големи што можеле да проголтаат човек, за ореви големи колку човечка глава, полни со бело млеко и за течност која извира од земјата и се употребува како гориво за ламби. Дотогаш никој никаде не слушнал за крокодилите, за кокосовите ореви, ниту пак за соровата нафта. Сите се смееле на неговите приказни. Многу години подоцна, кога Марко Поло лежел на смртната постела, еден од неговите пријатели го молел јавно да се откаже и да ги негира сите тие неверојатни приказни. Но Марко тоа го одбил со зборовите. Сето тоа е вистина, секој деталј. Всушност, не ви раскажав ни половина од она што го видов. Судејќи според се и библиските писатели кои ни даваат деломен увид во убавината на небото, имале слични чувства. Тие во виденијата го виделе местото кое е толку блескаво и необично, едноставно можеле да опишат само еден мал дел од тоа што го виделе. Драги пријатели, и ние се соочуваме со слични предизвици како пријателите на Марко Поло. Мора да се обидеме, да размислуваме за она што никогаш не сме го виделе, бидејќи краткиот увид во она што ни го дава Библијата покажува дека небото е многу повеќе од седење на облаци и свирење харфа. Каде се наоѓа небото? Дали небото е реално место? Еве што вели Библијата. Да не се вознемирува вашето срце. Вие верувате во Бога, верувајте и во мене. Во домот на мојот татко
има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Јован 14 глава од 1 до 3. Исус токму сега ни приготува реално место на небото. Затоа тој ќе дојде на нашиот свет да не земе во реалните живеалишта на небесниот град, чија величественост ги надминува сите најсмели сништа околу Новиот Ерусалим. А кога ќе дојде, најпрво ќе помине со него народот 1000 години. Нашиот дом на небото, по 1000 години поминати на небото, Христос ќе го пренесе својот небесен град овде на нашата земја. Пред да се спушти Новиот Ерусалим, оган ќе го исчисти целото ова место на живење кај што денеска ние живееме, ова планета. Токму тогаш нашата обновена планета ќе стане вечна татковина на спасените. Како Јован писателот на книгата Откровение ги опишува овие настани со следниве зборови: и видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, Новиот Ерусалим, како слегува од небото од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото, велејки: еве го Божјиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив. И тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. Откровение 21 глава од 1 до 3. Каков план имал Бог која го создавал светот? Еве што вели Библијата. Да вака зборува Господ Творецот на небесата, тој е Бог, која вобличи создаде земјата, која зацврсти и не ја создаде пуста, туку ја вобличи за живење. Јас сум Господ и нема друг. Исаја 45 глава 80 стих. Која го довршил создавањето на светот, гледајќи го совршениот свет, препун со живот, Бог заклучил дека се е многу добро. 1 Мојсеева 1.31. Но со текот на времето луѓето станувале се погрешни и полоши, а земјата страдала под товарот на злото. Ова состојба го деградира пропаѓањето на човекот и продолжува понатаму и забрзано се движи кон работна пропаста. Тогаш ќе биде потребно чистење, што го најавил Бог. По промените што ќе ги донесе огнот, кој според Исусовите зборови ќе ја насели земјата, блажени, вели Библијата, се кротките, зашто тие ќе ја наседат земјата. Матеј 5 глава 5 стих. Господ не дозволува да пропаднат неговите планови. Тие можат да бидат попречувани од сатаната, може би и одолжени за некое време, но Бог на крајот ќе ја исполни својата првична намера. Тој ќе му ја врати на светот неговата првобитна убавина. Изгубениот рај ќе биде обновен и кротките ќе ја наследат земјата. Дали на небото ќе имаме вистинско тело, почитувани? Еве што вели Библијата. Небото кое го опишува Библијата не е само место за живење на надприродни духовни суштества. Небото не е место за духови, туку место населено со вистински личности кои се радуваат на новиот живот во продуховено тело, ослободено од болестите и од сите недостатоци. Читаме во Светото писмо. А нашето живеалиште на небесата, од каде и го очекуваме Спасителот Господа Исуса Христа, кој ќе го преобрази нашето унизено тело, да се сообрази со неговото славно тело, според действието на неговата сила, со која може да покрие се под себе. Филипјаните 3 глава, 20 до 21 стих. Кога се појавил пред своите ученици, Исус Христос, после воскресението и после прославеното тело, како се опишал Исус себе си? Еве што пишува: погледајте ги моите раци и моите нозе, јас сум истиот, допрете ме и видете, зашто духот нема месо и коски, а како што гледате јас имам. Лука 24:39. Исус имал опипливо вистинско тело. Тој ги
повикал своите ученици да го допрати. Јован 20:27. Во оваа пригода Исус влегол во вистинска куќа, разговарал со вистински луѓе и јадел вистинска храна. Лука 24:43. Може да бидеме сигурни, почитувани, дека нашето небесно тело ќе биде вистинско како и Христовото тело после воскресението, бидејќи, цитирам од Библијата, која ќе се открие, ќе му бидеме слични. 1 Јованова 3:2. Дали ќе можеме на небото да ги препознаеме своите семејства, своите пријатели и да создаваме пријателски и роднински врски? Зашто сега гледаме како во огледало, нејасно, но тогаш лице в лице. Сега знам делумно, но тогаш ќе сознам целосно, како што и јас бев самиот наполно познат. 1 Коринтјаните 13:12. На небото ќе сознам целосно, како што јас бев самиот наполно познат, вели Павле. Меѓусебно ќе се разбираме и ќе се почитуваме подлабоко, многу повеќе отколку што сме можеле на овој свет тоа да го правиме. Учениците го препознали Исуса во неговото небесно тело. Лука 24 глава 36 стих. Марија го препознала покрај гробот, бидејќи го препознала гласот кој се обратил по име. Јован 20 глава. Двајцата ученици на патот за Емаус го препознале поради некои негови препознатливи движења. Кога виделе како нивниот гостин ја благослова храната, потоа го препознале својот Господ и Учител. Лука 24 глава. Бидејќи ќе бидат како и тој, вели апостол Јован, откупените на небото ќе ја доживеат сета величественост на средбата лице в лице. Замислите ја, почитувани, радост што ќе ја доживеете кога ќе ја препознаете, например, карактеричната насмевка на својот брачен другар или гласот на своето дете што сте го изгубиле многу одамна, или пак специфични гестови на ваш близок пријател. Ќе ги снема сите пречки што ги поставува гревот меѓу луѓето. Пред нас ќе биде вечноста низ која ќе можеме да ги едноставно продлабочуваме, да го продлабочиме пријателството, што го права животот вреден и ќе развиваме лични пријателства со најразлични личности во Вселената. Ова се однесува и на посебниот нов однос во вистинскиот свет, односно во животинскиот свет. Волкот ќе живее со јагнето, рисот ќе лежи со јарето, телето и лавчето ќе пасат заедно, а мало детенце ќе ги води. Исаја 11 глава 6 стих. Што ќе правиме на небото е следното прашање. Покрај тоа што ќе ги продлабочуваме нашите пријателства на начин кој што не можеме ни да го замислиме, животот на небото ќе биде препун со разновидни предизвици и активности. Како би било ако тогаш, например, ја изградите вашата куќа од соништата? Зашто ете јас создавам ново небо и нова земја, а поранешните нема повеќе да се спомнуваат, ниту нум ќе доаѓаат, а вие ќе се веселите и ќе се радувате довека за она што јас го создавам, зашто ете јас ќе го создадам Ерусалим за веселба, а народот негов за радост. Ќе се радуваме за вечноста, вели Библијата. Ќе се радувам за Ерусалим и ќе се веселам за мојот народ. И нема повеќе да се чуе во него глас од плачење и глас од пискот. Ќе градат куќи и ќе живеат во нив. Ќе садат лозја и ќе ги јадат плодовите нивни. Нема да градат за да живее друг, нема да садат за да јаде друг, зашто дните на народот мој ќе бидат како дните на дрво. И моите избрани долго ќе се користат со делото на своите раци. Исаја 65 глава. Исус уште сега приготова живеалиште за нас во светиот град, во Новиот Ерусалим. Јован 14 глава. Откровение 21 глава. Овие стихови навестуваат дека ние таму ќе ги градиме и обликуваме своите живеалишта, можеби во убави населби, обкружени со
богати небесни видови растенија. Меѓутоа, ова е само почитувани почеток. Пророкот Исаија го опишува новото небо, спомнувајќи ги само занимањата што преовладувале во негово време, градење и садење. Кој знае какви совршенства не очекуваат во Божјата совршена цивилизација. Сегашниот развој на науката и техниката ќе наликуваат на детска игра, која ќе почнеме да го истражуваме домот, например, на нашиот татко. Сакате ли, почитувани пријатели, да ги наблюдувате убавите жуборливи водопади или тивките долини, шуми и прекрасните цвеќиња? Да, Господ се сожали за Сион, се сожали за неговите орнатини, неговата пустота ќе ја направи како Едем, а степата како Господова градина. Воскликнувања и радост ќе одекнуваат низ неа и благодарници и глас на пофална песна, запишал Исаија, 51 глава, 3 стих. Бог ќе претвори земјата во првобитниот едемски рај. Веќе нема да има загадување со нафта, смог или суши. Езерата ќе бидат кристално бистри, дрвјата величествени, а убавината на планините ненарушена. Почитувани, нема само светот да биде поубав, туку и нашата способност за забележување ќе биде многу посилна. Секој ни изгледа како да сме прв ден во природата по долгата и тешка болест. Првите минути на таа реалност ќе се претвараат во најпрекрасна вечност. Дали сакате да доживеете нови искуства, да научите нешто ново, да бидете творечки активни? Некој можеби ќе помисли и ќе каже дека животот во совршениот свет не може секогаш да биде предизвик. И најубавиот, например, годишен одмор може да стане здодевен. Не можеме да замислиме дека на небото ќе има некои посебни тешкоти или предизвици кои треба да се совладаат. Но сепак, прашање, што ќе не одржува во движење? Треба да го нагласим и тоа дека нашата моќ на размислување и представување има своји граници, но не и животот во рајот. Елена Вајт, позната христијанска писателка, еве што запишала. Таму бесмртните умови со неуморно воодушевување ќе ги проучаваат чудата на создавачката моќ и тајната на љубовта која спасува. Секоја способност ќе се развива, секој дар ќе се зголемува. Добивањето знаење нема да го заморува умот, ниту ќе ја исцрпува животната сила. Таму ќе може да се направат најголеми потфати, да се исполнат најголемите желби, да се реализират највозвишените стремежи и се уште ќе постојат нови и нови цели кои ќе треба да се достигнат. Нови чуда кои ќе бидат предмет на воскитување, нови вистини кои треба да се сватат, нови предмети да ја потикнат силата на разумот, душата и телото на развој. Сите богатства на Вселената, на искупените ќе им бидат достапни за истражување. Тоа го пишува во големата борба. Прашање за нас, дали злото пак ќе се појави на небото? Апостол Јован пишува дека за новиот Иерусалим следново и во него нема да влезе ништо нечисто, ни оној кој прави нешто гнасно и лажно, туку само оние кои се запишани во Егнатовата книга на животот. Откровение 21:37. Откупените нема да ја трошат својата сила борејќи се против намерата за убивање, крадење, лажење. Нашата природа ќе биде променета целосно, па сите стремежи и себични мотиви за секогаш ќе ги снема. Наместо да се бориме против нездравите склоности, ќе се занимаваме со небесните убавини. Копне ли за место во
кој нема да има болести, маки и таги. Дали копнеш? И смрт нема да има повеќе ни плач, ни пискот, ниту болка нема да има повеќе, вели апостол Јован во Откровение 21:4. И ни еден од жителите нема да каже болен сум, вели пророк Исаја. И ќе избрише Бог секоја солза од очите нивни и смрт нема да има повеќе. Откровение 21:4. Бог целосно ќе ги острани гревот и неговите страшни последици. Тие никогаш повеќе нема да се појават. Ќе ја снема и смртта. Најголемиот човеков непријател. Во небесната земја на вечна младост, откупените се, како што вели Павле, бесмртни за секогаш. И ни еден жител никогаш нема да ги искуси разорните последици на староста. Небото не ги уништува само последиците на гревот, од гревот, туку и ги лекува. Можете ли само да замислите како ќе им биде на оние кои на земјата цел живот трпеле несреќа? Читаме во Библијата, очите на слепците ќе прогледаат, ушите на глувите ќе се отварат, тогаш хромиот ќе скока како елен, јазикот на немиот ќе воскликнува. Зашто во пустината ќе бликнат води, а во степата потоци. Исаја 35 глава. Што ќе ни причинува најголема радост на небото? Можете ли да замислите, почитувани, дека ќе го гледаме Господа лице во лице? Еве што вели Библијата. И тој ќе живе со нив, и тие ќе бидат негов народ, и сам Бог ќе биде со нив, нивниот Бог. Откровение 21:3. Тим го покажа патот на животот, полнота од радост. Има пред Твоето присуство вечно блаженство е во Твоята десница, вели Псалам 16:11. Семокниот Бог ветува дека ќе биде наш пријател и придружник. Каква ќе биде таа голема радост, почитувани и предност да се седи крај неговите нозе. Замислете што би дал некој музичар да помине само неколку моменти со Моцарт или Бетовен. Замислете физичар кој би имал можност некој време да помине со Алберт Ајнштајн, или што би значил тој разговор за некој сликар или ваер со прочуениот Микел Анджело или Рембрандт. А откупените ќе имаат неспоредливо поголема привилегија од ова. Тие ќе разговараат, знаете со кого? Со возвишениот творец на музиката, науката и уметноста. Тие ќе уживаат во блискиот меѓусебен однос со најголемиот ум и најчувствителното срце во сета вселена. Овој однос ќе се претвори во обожавање за секогаш во вечноста. Од нова месечина до нова месечина, од сабота до сабота, секое тело ќе доаѓа да се поклони пред моето лице, говори Господ. Исаја 66 глава 23 стих. Во средината на небесниот град се издигнува големиот блескав Божи престол, обкружен со смарагдно виножито. Неговото лице блескоти како јасно сонце. Под неговите нозе во сите правци се протега кристално море на таа блескава површина, која одразува Божјата слава. Спасените ќе се собираат за да ја изразат својата благодарност. Читаме во Библијата, ќе се враќаат искупениците Господови, ќе дојдат во Сион воскликнувајќи од радост, со вечна веселба на челата. Радоста и веселбата ќе ги придружуваат, ќе ги победат тагата и воздишките. Исаја 35:10. Во почетните денови од развојот на воздухопловството, француските пилоти правеле, односно повеле за Европа тројца племенски поглавари кои целиот живот го поминале во Сахара. Кога пристигнале во Париз, ги дочекал водич кој им ги покажувал париските знаменитости, како што се, например, Ајфеловата кула, Версајскиот дворец, но посетата на културните споменици не оставило кај нив, кај овие пустински поглавари, некој голем впечаток. Виделе автомобили, локомотиви, виделе телефони, но ни овие необични изуми не успеле да предизвикаат воскит кај тројцата посетители од Сахара. Од овде тие отпатувале за да ги видат француските Алпи. Сепак тука виделе сцена која ги оставила без див. По карпестиот рид се
слевал огромен водопад. Поглаварите стоеле како стаписани. Колку пати морале да пешачат денонокно, трагајќи по некој сув бунар или место на кое морале длабоко да копаат за да дојдат до само неколку чаши матна вода. Водечот се обидел да ги одведе понатамо, но тие не се ни поместиле. Бареле да останат уште и да чекаат. Да чекаме. Што да чекаме? Крајот. Не може ли ни да замисла дека ова животодновна вода може да тече бесконечно? Ние ќе доживееме, почитувани пријатели, слично искуство кое ќе стоиме на стакленото море пред Божјиот престол, бидејќи ќе бидеме восхитени и едноставно благодарни од неговата љубов и светост. Денес со голем труд успеваме да дојдеме до некои вредни можеби моменти среде себичната трка на нашиот свет. Меѓутоа сега ќе се сретнуваме со некој чија добрина е бескрајна. Неговата верност, трпеливост и милост остануваат непроменливи, вечни вредности. Ние, драги пријатели, ќе можеме со својата благодарност да им се придружиме на небесните созданија кои го пеат својот возвишен славопој. Свет, свет е Господ, Бог Вседржителот. Откровение, 4 глава, 8 стих. Тоа го запишал апостол Јован. Сакам да бидам таму. Исус сака и вие да бидете таму, вклучени во возбудливиот поглед на кристалното море. Тој не сака вашиот дом во Новиот Ерусалим да остане празен. Исус копне лично да се сретне со вас. Затоа и бил подготвен да не спаси од гревот и покрај преголемата цена. Зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син. Да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Јован 3 глава, 16 стих. Искористете го овој дар, почитувани, тој е ваш пријател. Предете му се на Христа како ваш личен Господ и Спасител. Прифатете го простувањето кое ви е понудено на крстот на Голгота, зашто читам од Библијата, нема во него да влезе ништо нечисто, ни оној кој врши гнасни работи и лаже, а само они кои се запишани во книгата на животот на јагнето. Откровение 21 глава, 27 стих. Исус не ослободува од гревот. Тој ни дава сила да дојдеме кај него и така не спасува од сето оно што е нечисто и несвето. Исус е нашата лозинка за влез во неговото царство кое доаѓа наскоро. Затоа, тоа царство може уште сега, во овој миг да започне во вашето срце. Кога не ослободува од гревот, Исус во нас создава мало небо. Тој може да ни помогне на правилен начин да се справи со грижите, гневот, страста, стравот и чувството на вина кои секојдневно не притискаат и не мачат во овој живот. Оваа небесна надеж не е бегство од стварноста, од животните тешкоти. Напротив, таа ни помага уште на оваа земја да искусиме небесната атмосфера. Зато, почитувани, многу социолошки испитувања на јавното мислење покажале дека оние кои веруваат во воскресението се посрекни и дека имаат поголема доверба во луѓето. За разлика секако од оние кои не веруваат. Ништо не може толку позитивно да влие врз човекот како здравиот меѓусебен однос со Исуса Христа. Еве како што вели и апостол Петар, кој го опишува следново. Кого го љубите, иако не сте го виделе, во кого верувате сега, иако не го гледате, и се радувате со неискажлива и прославена радост. 1 Петрова, 1 глава, 8 стих. Исус ни нуди непроценливо богатство, го нуди како вечен дар и затоа, почитувани, не одбивајте ја неговата покана за милост и љубов. И духот и невестата велат дојди, и кој ќе чуе, нека каже дојди, и кој е жеден, нека дојде, и кој сака, нека земе од водата на живот дарум. Откровение 22 глава, 70 стих. Исус сега е со вас и му зборува на вашето срце, додека се занимавате со овој текст. Упорно ве повикува дојди, дојди, дојди,
Ако се уште не сте решили, во овој момент представува ваша можност да го испитате неговиот повик. Кажете му дека го прифаќате неговиот милостив дар и дека сакате вечноста да ја поминете со него. Кажете му дека го сакате. Заблагодарете му се за се што сторил за вас и за се што сака да ви стори. Ако постои нешто што ве разделува од Бога, побарете да ве обдари со волја и сила тоа да го отстраните. Денес, додека го слушате неговиот глас, предајте му го без колебање своето срце. Во молитва кажете му: Исусе мој, Господе мој, доаѓам. Се што имам, тебе ти предавам. Твој сум за секогаш. Давам на дар, биди тука, остани, до крај остани. И пак, по кој пат, така во ноќта, слушав многу лажни шепоти. Само тој глас нежно ме води, силен глас срце ми разгори. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар. Биди тука, остани. Еве доаѓам јас кај тебе, душава, цело срце ти го давам на дар. Биди тука, остани. До крај остани. До крај остани. Шувeten lacha et chayai, kol pina sheveli bi et nafshi, shamatali bekilbi. Az shuveten lacha et chayai, kol pina sheveli bi et nafshi, shamatali bekilbi. Ata shamiti, ata shamiti, do kraј ostani.
Ние сме при крајот на ова наша денешна емисија, почитувани гледачи. Денеска би сакал, бидејќи имаме уште неколку примероци од ова прекрасна книга, библиски четива, да ви ја понудиме бесплатно. Пишете ни на нашиот дежурен телефон, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ја донесат до вашата домашна адреса. Телефонот е 077 819 828. А доколку сакате да ја подлабоко проучувате Библијата, да откриете многу интересни библиски вистини, ви ја нудиме бесплатно дописната библиска школа онлайн, па да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не на самиот крај, драги гледачи, на ова наша денешна емисија Извор на надеж. Пред да се одјавиме, би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам што бевте денеска со нас. Ова емисија споделете ја слободно на ваши пријатели и роднини, препорачете им дека ова емисија се емитува секој вторник во 9 часот и во четврток во исто време. Може значи да не пратите на Facebook страната Адвентистичко радио Глас на надежта и емисијата да ја гледате на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта. Ви посакувам убав и благословен ден и довидување до наредната емисија. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.